И пензионерите од Зрновци добија свој клуб. За таа намена преадаптиране просторот во поранешната Соколана во центарот на населбата, со што највозрасните жители добиваат пријатно каче за разонода и реализирање на своите активности. Иницијативата за отворање на клубот дојде од Кочанското здружение на пензионери, а подршка во реализацијата даде и општина Зрновци. Место на кое што ќе можат да доаѓаат пензионерите, овде да дружат, да го поминуваат поквалитетно нивното слободно време, да играат шах, да играат домино, пикадо, разни спортски други надпревари, да организираат помеѓу себе, да се запознаваат со нивните права и со нивните должности, се со цел да можат да ги остварат нивните активности со кои што ќе ги задоволат и нивните психофизички активности. Освен отворањето на клубот на пензионерите, во локалната самоуправа на Зрновци размислуваат и за други форми на грижа за највозрасните жители во општината. Ние општината исто така ќе инициираме кај Министерството за здравство да еднаш во месецот или два пати во месецот бидат посетувани од лекар и медицинска сестра со цел да можат да добијат совети, а исто така да се прати нивната здравствена состојба. Меѓутоа исто така овде да видат за нивните права, да ги користат оние бањски лекувалишта, да се организираат помеѓу себе за излети, за екскурзии, за прошетки, се со цел да можат квалитетно да го користат нивото слободно време. Во рамки на грижата за населението, локалната самоуправа на Зрновци од пред еден месец отвори народна кујна за граѓаните од социјално ранливите категории. Нејзините услуги засега ги користат 9 лица, а во наредниот период во план е да се вклучат и селата Мородвис и Видовиште. Исто така во рамки на општината функционира и истурена канцеларија на Центарот за социјални работи од Кочани, каде граѓаните кои не се во можност да патуваат, можат да ги доставуваат потребните документи за остварување на своите права.